Господин Диновски, вие имате лично познанство и пријателство со мојот колега Младенов, уште во од 80-тите, почетоците на Фокус на Младборец. Се извинувам, на Младборец. Како опишувате атмосферата во тоа време, во време на едноумието, кога се постоеле обиди да биде креиран, да биде создаден еден слободоумен весник? Нашето познанство е малку чудно, така интересно. Први ние го запознавме него службено, бидејќи одеднаш во тој периодот 88 година до нас работа во аналитика тогаш. Почна да стигнуваат информации, службени белешки дека во државата се појавил нов државен непријател во ликот и делото на Никола Младенов. Односно и весникот што тој го уредува, Младборец. На внатрешниот, не беше богами на надворешниот. Не може, од тука таа произлезе после од нашите контакти таа синтагма, весник на внатрешниот, а богами на надворешниот непријател. Да. И прво самата служба се најде во една недоумица, бидејќи беше парадоксално. Младборец, знаете дека тоа беше гласник на комунистичката младина, на младинската организација на Сојуз на комунисти. И одеднаш почна критички текст со доаѓањето на Никола Младенов за главен уредник. До тогаш тоа беше вестник кој никој не го читаше, дури ни младите. Младите читаа други за музика, за спорт и така натаму. Имаше доволно вестници. Тој беше некој пропагандно вестниче кое што никакво, ама баш никакво влијание немаше. Не верувам дека и тие што го пишувале, го читале. Да. Но се појавува Никола Младенов и одеднаш добива друга тежина тој вестник и почнува да го читат и млади и стари. Почнува да пишува за теми кои што беа сензитивни, кои што беа забранети и кои што беа осетливи. Прво со Левчанскиот случај и потоа следи една серија за убиството на Кочо Рацин и ги почна со отварање на оние темни петна на македонската историја и цела една серија на прашања, цела една серија на теми кои што до тогаш воопшто никој не смееше да ги спомне, а не да ги пишува. Тука е и секако и Ченто и така натаму. Да. Во истиот вестник најдоа простори до тогаш луѓе кои што беа под третман на службата и кои што не смееше воопшто име да се спомене, а кои исто така беа дел од тој комунистички систем, меѓутоа беа во сукоп со системот на Колишевски, таа групација околу Крсте Црвенковски и Верацева, Плави 9 ние како што ги викавме. И токму затоа го привлече на вниманието на службата, имаше долги дебати во МВР, во самата служба. Што да се прави со Младенов? Никола Младенов. Која беше пресудата? Репресивно, она радикално крило, кое ортодоксно крило на налогот стигна од партијата. Добро. Значи, дека Младборец застранува од утврдената политика на Сојузот на комунистите, дека ние, како идеолошка полиција, треба да се справиме со тој проблем. Се водеа тешки дебати што да се преземе. И мислам дека тука радикалното крило што велеше? Ортодоксното крило раководство на МВР се залагаше за директна репресија, за апсење и за радикални мерки до меѓутоа. Кој е тоа радикално крило? Тоа беа во тој момент луѓето кои што раководеа со службата. Кои се тие? Тогаш министер беше Јан Доновски, меѓутоа не беа они битни, они беа послушници на партијата. Тука беше Јаков Лазаровски, така, но таму Гоговски беше председател на извршен совет. И од нив доаѓа наредбите да биде апсен, да се спречи, да се спречи, како знаеме и умееме. Внатре во службата се створија дилеми околу тоа, не можеме да го категоризираме, бидејќи не потпаѓаше по ниједна од тие категории на непријатели што тогаш ги имавме, бидејќи беше млад човек, неискомпрометиран, немаше ништо, проверки нормално беа извршени. Тука голема улога, позитивна улога одигра Слободан Богоевски, кој што жестоко се спротивставуваше за преземање на било какви репресии. Тоа е слободоумната фракција во МВР. Да, ние се уште не сме на врна позиција, него сме аналитичари, меѓутоа нашиот глас беше почна се слуша во тој период, се наметнавме со нашето знаење, со професионалност и знам дека Слободан Богоевски жестоко се противеше за било какво преземање на репресивни мерки.
со образложение дека тоа е јавна работа и дека доколку партијата си има проблем идеолошки, треба да си го решава на некој си идеолошки пленум. Дека нашата функција... Ќе се забрани или поинакво мислење или не? Нашата функција е тајна, непријателска и организирана активност. Овде не беше нити тајна, нити беше непријателска. Беше одлучено, мислам дека беше повикан информативен разговор Никола, со цел, тоа беше крајниот ефект, со цел да истиот биде предупреден во смисла пасивизиран. Значи, да... Неутрализиран, а? Меѓутоа, се сеќам дека оценката на колегите кои што го правеа тој информативен разговор беше дека ова е непоправлив, прекосен и дека нема намера да отстапи од својата политика. Неговото појава пак, од друга страна, имаше повратно влијание во самата МВР. Изврши огромно влијание. И дори ние кога видовме дека тој може да се спротивставува, да биде прекосен, можеме и ние. Ве реформираше индиректно. Одреден начин се подосна во една дискусија со Никола кога евоциравме спомени, вика јас кога видов вие колку сте храбри, јас се охрабрив. Викам обратно беше, кога видовме ние ти колку си храбар и ние се охрабривме. И во тој паралелно значи со појавата во МВР течеше нашата подготовка за нашата револуција. И некако ние како луѓе аналитичари, јас и Павле Трајанов и Гроздан Цветковски, и Слободар Богаевски, совршено добро знаевме тежината на пишуваниот збор, поготово ако па и е јавен. И таа медиумска подршка, иако немавме во почетокот никакви директни контакти со Младенов и со Младборец, сепак интуитивно почувствувавме дека ќе ја добиеме подршката и ја добивме. И веднаш кога ја почнавме акцијата, се потрудивме првата информација со која пукна тиквата, речено вака, да биде доставена до Младборец. И Младборец ја објави. Тоа е првиот број кој што мислам продаден во рекорден број примероци, затоа што... Се сеќавате ли на бројот, на тиражот? Вака, не знам, неколку десетина илјади беа. Тоа било рекорд во тоа време. Апсолутен рекорд, затоа што првиот тираж, што беше отпечатен, службата го откупи целосно. Припадници на службата беа распоредени по сите трафики во Македонија, го откупија целосно и Никола отпечати второ издание. Не можеа веќе да се тркаат. Да. И тоа отиде како алба, мислам во рекордно време, немаше припадник на службата што го немаше бројот. Што не го читаше, да не зборуваме за граѓаните. Тоа се појави во мај 1989 година. Значи, во крајот на април ние донесуваме, на 28 април и веднаш после тоа се појави таа наша информација со придружен текст во кој што беа објаснети сите оние наши заложби по партиски организации што ги имавме, сите тие негативни ставови и придонесе да веднаш што се појави после десетина дена целокупното раководство на МВР, освен подсекретарот на државна безбедност, поднесет оставки. Неговото име? Прва поведа. Подсекретарот на државна безбедност Аврам Куковски беше подсекретар. Лазо Коришевски не дозволи по никоја цена тој да биде сменет, иако една од нашите главни цели беше токму тој. Добро. После тоа доаѓа Јован Трпеновски некаде јуни месец. Пред тоа јас отидов и лично се запознав со Никола веќе. Станавме сојузници, нели? И ја дадов првата моја колумна која што воопшто е објавена во Младборец. Мислам, беше интересна средба, така... Може ли да направите една споредба, компарација тогашното време и сегашното? Ние знаеме во какви околности работеше Фокус последниве години, особено последнава година, со каков економски притисок, непостоечки пазар практично, со стотици можеби се работи, тужби. Во Македонија е пракса веќе секоја една власт да сака да ги подјарми медиумите со помали или со поголеми варијации, значи интензитет. Периодот кога ова се случува, период кога службата ја губи својата моќ и тие нови ветришта, демократски ветришта веќе
на големо се шират низ цела Југославија, се почна од Словенија, па Хрватска. Од друга страна имавме едно националистичко движење во Србија на Слободан Милошевиќ, меѓутоа во Македонија тоа влијание почна преку нас, преку Млад Борец, преку Вевчани, преку една серија од интелектуалци кои што биле проскрибирани во времето на едноумието. Тешко е да се споредува сега тој период со денешниот. Формално ние имаме една демократска земја, меѓутоа секогаш лостовите на власта се многу силни и моќни. Секогаш има начини да се дисциплинират непослушните. И во тој контекст би го ставил и сегашниот амбиент со медиумите, бидејќи очигледно е дека добар дел се ја нема таа слобода на која што би ја имале во една нормална демократска држава. Знаеме каков е падот на слободата на медиумите во сите извештаи на меѓународните институции. Затоа случајот со Никола е посебно сензитивен, бидејќи тој остана на одреден начин бастион на отпорот и значи простор каде што се негува слободата на мислата, демократијата и неговите залагања од секогаш биле такви. Кај него нема скршнување, од како го знам, значи од 88 до сега има една константа. Секогаш Никола бил против состојбите, негативните состојби, без оглед на тоа кој бил на власт, кој опозиција. Подедна неговиот, ако негде постои еквидистанца, тоа постои кај Никола. Втората битна карактеристика е што тежината на неговиот збор, на неговиот пишан збор била многу поголема од било кое новинарско перо. Мислам, секоја чест на голем број новинари, да не ми замерат пријатели, меѓутоа Никола беше вон серија. И неговиот збор имаше специфична тежина и многу поголемо влијание од било кого. Огромна закана за било која власт. И трета работа е што Никола беше поприлично и мислам својаглав, да не речем тврдоглав, не отстапуваше од своите принципи и човек кој што мислам дека одамна беше вакциниран од поимот страв, дека може нешто да му се случи или дека некој може нешто да му направи. Иако имаше и закани, имаше и физичка, нели, пресметка, имаше и судски тужби, казни. Ако погледаме од каде доаѓаат тие напади, ќе видиме на разноликост на политички аспект, значи доаѓале и од левицата, и од десницата, и од ваму, и од... Но Никола Младинов остана млад борец. Господин Диневски, ви благодарам за овој интервју. Благодарам и на вас.